Господине Црвенковски, од синоќа опозицијата излезе на улиците во Скопје и во сите поголеми градови во Република Македонија. Која е агендата сега и до каде ќе одат активностите на СДСМ? Најавивте вчера дека нема враќање во парламентот. Па пред да одговорам конкретно на вашето прашање, само да кажам која беше причината да излеземе на улиците. Основната причина е што повеќе демократија и можност за демократија во институциите на системот, пред се во парламентот, не постои. Оваа власт таа можност ја узурпира. Видовме на еден брутален начин, со користење на полициска сила, со претепување на пратениците на опозицијата и сфрлање од парламентот. И тоа не беше се, туку претходно, за да се скрие тоа од очите на јавноста, беа на ист начин исфрлени од собранието и медиумските известувачи, односно новинарите. Во таа зграда, во тој законодавен дом, во тој храм на демократијата, повеќе нема што да бараме. Тоа е повеќе не е парламент, тоа е партиска испостава на владеачката партија и ние немаме друг избор. Излеговме на улиците и тоа ќе продолжиме во континуитет да го правиме. Се разбира дека некои од активностите ќе ги најавуваме претходно во јавноста, а имајќи го предвид карактерот на овој партиско-политички режим, некои од активностите и нема да ги најавуваме. Ова е период во кој што во следниве неколку дена ќе ги блокираме главните сообраќајници во Скопје и сите градови ширум Македонија. Во сабота е предвиден мирен граѓански протест пред седиштето на владеачката партија ВМРО-ДПМН. Може би некој ќе се праша зошто пред седиштето на партијата, па затоа што токму таа партија ја узурпираше државата и ја претвори во партиска држава. Тоа е вистинската и логична локација каде треба да се изрази протестот на граѓаните. Се разбира дека ќе следат и други активности во наредниот период, затоа ќе ја известиме јавноста. После синоќешното излегување на улица, каква е вашата оценка, колкава е поддршката на јавноста за опозициониот блок? Имајќи во предвид во какви услови живееме, какви закани и притисоци чувствуваат граѓаните, како оваа власт се обидува да ја наметне атмосферата на страв, луѓето да се плашат дури и да говорат слободно меѓу себе на телефон, плашејќи се дека се прислушкувани, што се апсолутно карактеристики на еден недемократски, авторитарен, би рекол диктаторски режим. Јас сум исклучително задоволен со масовноста која што ја имаме на нашите протести. Тоа говори дека граѓаните се ослободуваат од стравот, се пројавува желба и ентузијазам, револтот и незадоволството гласно да се и јасно да се изрази, и јас верувам дека со текот на времето таа поддршка ќе станува се поголема. Ако го споредивте Милошевиќ со сегашниот председател на владата Груевски, тој вас ве спореди со Гадафи. До каде може да оди сценариото улица? Ние улицата не ја посакувавме. Значи, нити како политичка партија, нити по политичкиот профил на луѓето што ја водат оваа партија, никогаш не сме сакале, не сме посакувале работите да се решаваат на улица, нити тоа сме го правиле во изминативе 22 години. Меѓутоа, ако нешто не натера да излеземе и излеговме на улица, тоа беше токму овој недемократски режим. Улицата не е добра за државата, не е добра за народот, не е добра за перспективата, за едината на оваа земја. Меѓутоа, понекогаш улицата останува и единствено преостанато средство луѓето, граѓаните, народот да се изборат за своите права, за слободи, за демократија, за правна држава. Впрочем, да не беше улицата, нити Милошевиќ ке беше срушен, нити диктаторите кои паднаа во арапската пролет ке беа срушени, туку сите тие земји ќе останеа и понатаму да тонат во тоталитаризам, во сиромаштија и во беда. Така да, во ситуација кога немаме друг избор, да, ќе ја користиме улицата, ќе бидеме на улиците, на плоштадите, ќе се користиме со сите форми на граѓанска непослушност и отпор, во битката да се врати демократијата и правната држава Македонија, а јас сум веќе дефинитивно убеден дека пред 2 дена Македонија ја премина црвената линија после која враќање назад нема. Основен предуслов Македонија повторно стане нормална, демократска, правна држава со своји вистински евроатлантски перспективи е овој режим на Никола Груевски да замине. Изборите се во март, тоа се локални, меѓутоа рековте дека нема да учествувате доколку не се вградат препораките на ОПС и ОДИХР во изборните закони. Евентуално, која е опцијата да учествувате на избори? Има неколку предуслови. Ние сакаме на избори овој режим да биде срушен. Меѓутоа, тоа е
Можно само ако имаме фер и демократски избори. За да тие се случат, мора да имаме чисто изборно законодавство со вградени препораки на ОПСЕ и ОДИХР. Втора работа, мора да имаме прочистен избирачки список. Трета работа, мора да има силен меѓународен мониторинг. И четврта работа, клучно прашање, кој ќе ги спроведува тие избори? Оваа власт веќе го нема кредибилитетот да организира избори. Која од тие можности кои што стојат на располагање ќе се реализира, ние сме спремни за сите да разговараме, меѓутоа во секој случај тоа мора да биде структура на власт во која што сите веруваат и кој што таа структура ќе гарантира дека гласот на народот ќе биде целосно и доследно реализиран низ изборните резултати. Ве сваќам добро зборувате за широка коалиција, техничка влада, нешто што го имавме во 2001 или некое ново решение? Можна е техничка влада, експертска влада, широка коалиција, концентрацијонала. Спремни сме да разговараме. Нас ни е битно, бидејќи таа влада ќе нема ни една друга задача, освен да организира избори. Да организира фер и демократски избори. Тука сме отворени и подготвени сме да разговараме за сите можности. Во изминативе 2 недели имавме концентрација на контрапротести кои беа насочени против опозицијата. Се собирате во сабота пред седиштето на владеачката партија. Можно ли е да ни се случи тоа што деновиве го имавме во помал обем народ против народ? Се е можно. Во Македонија се е можно, што е најдобар доказ дека работите не се нормални. Значи, ние сме единствената земја во Европа и во светот, каде што власта организира протести против опозицијата со години наназад и во континуитет. Повеќе протести имало пред седиштето на опозицијата, тука на Бихачка, отколку што имало протести пред парламентот или пред владата. Затоа и јасно и јавно кажав дека всушност Груевски ја превзеде улогата на Слободан Милошевиќ, бидејќи тој тоа го правеше во Србија. Хушкаше народ против народ, предизвикуваше судири меѓу граѓани и граѓани, посакуваше инциденти меѓу народот, го подели и го конфронтираше, создаде зла крв. Тоа го прави денеска Груевски во Македонија. Иако мора да бидеме искрени дека пред парламентот и во парламентот пред 2 дена кога се случи тој партиско-политички пуч, тоа не беше резултат на ништо друго, туку на дејствување на полициските сили кои што во секој недемократски режим всушност се главната полуга за остварување на намерите и целите на власта. Значи, најлошото што може да и се случи на Македонија е да се судри народ против народ. Бевте прв на барикадите пред собранието на полициските кордони. На дел од снимките се гледа како се обидувате да поминете. Дали врз вас беше применета сила, беше едно од прашањето кое деновиве нема прецизен одговор. Јас прво сакам да кажам, да, точно, прв ја прескокнав оградата. Прв го пробив полицискиот кордон, биејќи имаше многу шпекулации во македонската јавност зошто тоа се случи. Во тој момент ни известија дека нашите пратеници во собранието се претепуваат и сврлаат надвор од собраниската сала. Што друго можевме да направиме, освен да се обидеме да им помогнеме. Тоа беше целта, да влеземе во собранието и да им помогнеме на нашите колеги пратеници, кои што го бранеа уставниот поредок и демократијата во Република Македонија. Да, беше применета сила, не се жалам, бидејќи ми е јасно со кого си имаме работа, на што све се спремни, ние тоа ќе го издржиме. Оваа битка мора да се добие, ова е битка многу повеќе отколку битка помеѓу две партии, помеѓу власт и опозиција, ова е битка за едината на земјата. Бевте споменати дека правите државен удар и прашањето кое деновиве ви го поставува, дали е можно Бранко Црвенковски да биде уапсен? Се е можно. Јас сум спремен, знаат каде живеам, знаат каде работам, нека повелат. Благодарам. Благодарам и на вас.